Добар ден, драги ученици! Денеска учиме една нова лекција. Учиме за дрво. Ова се адаптирани наставни содржини по предметот Основи на природни науки од темата Материјалите и енергијата во природата. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Што ќе научиме денес? Ќе научиме од каква сировина се добива дрвото како материјал, да ги научиме особините на дрвото, да научиме кои предмети се направени од дрво, да препознаваме, покажуваме предмети од дрво, да умееме да правиме различни предмети од дрво. Да почнеме. Каков материјал е дрвото? Дрвото како материјал се добива од дрвјата во природата. Потоа дрвјата се сечат. Се пренесуваат до фабриките каде се обработува дрвото. Дрвјата се обработуваат и како материјал кој многу се користи во секојдневниот живот на луѓето. Значи, постојат меки и тврди дрвја и од нив се прават различна граѓа за многу предмети кои ги користиме во секојдневниот живот. Кои се особини на дрвото? Дрвото е цврст материјал. Тешко се сече, впива вода, гори, се обликува, служи како сировина за добивање на хартија и се витка. Да повториме. Значи, дрвото впива вода, дрвото гори, дрвото се витка и дрвото се сече. Дрвото е исто така суровина за добивање на хартија. Се сечат дрвата од природата, потоа се ситнат, низ процес во фабриките се добива каша, од која потоа добиваме хартија. Уште многу одамна, луѓето го користеле дрвото за градба на своите живеалишта. И денес се користи дрвото како материјал за градби, но денес се куќите многу помодерни. Од дрвото се прават подови. Од дрво ни е направен мебелот во домот, во училиште. Играме и учиме со дрвени играчки и материјали. Од дрво создаваме уметнички дела. Со дрвото се грееме. И ти, драго другарче, секојдневно другаруваш со дрвото. Се разбира, пишуваш со молив и боиш со дрвени боички. И една задача за тебе. Дрвена штипка и дрвени стапчиња, лепило и боици. Авиончето ќе биде готов. Се надевам дека ти се допадна лекцијата. Ти благодарам што следиш.